Добро дојдовте назад, добро утро секое утро, во малку поинакво издание денеска, затоа што со оглед на конкретната вонредна состојба и во ситуацијата во која што сме за општа безбедност на нашите гости и за наша лична безбедност, видео гостување имаме постојано. Затоа сега видео ќе се поврзаме со претседателката на Комора на психолози, психолог всушност Мирјана Јовановска-Стојановска. Добро ви утро, верувам добро се чувствувате во домашни услови. Добро утро, па имам шанса на што сум имала, сум заборавила колку сум седела. Не сте седеле толку дома, така? Не, многу долго. Не се ни сеќавам дали ова. Може би попињате кога се пи. Да. Добро, темата за денеска ние како да останеме присебни во вонредна ситуација во која што сме сите. За почеток како да останеме присебни? Ајде, првичните совети што им ги давате со оглед на тоа што постојано имате комуникација со луѓето, сега работите од дома, онлайн сте поврзани, но и телефонски, отворени се телефонските броеви за сите оние што сакаат да имаат некака психолошка поддршка во овие моменти на самоизолација, во карантин и за сите оние што и како сите нас не се навикнати да го поминуваат толку времето во домашни услови. Да. Па знаете, не можеме да градиме куќа ако немаме темели. Темелите во овој случај ќе бидат нашата идеја, нашето мислење за тоа зошто седиме дома. Значи, ние седиме дома не затоа што некој не натерал, не зашто владата ни препорачала, не затоа што мораме да го правиме тоа, него заради тоа што е корисно за нашето здравје, за здравјето на нашите деца, за здравјето на нашите блиски и со тоа за целото општество, за нашето собствено здравје е многу важно што е важно. Кога ова ќе го земеме тогаш натака можеме да градиме идеја што ќе правиме на време за кое што ние сме одбрали да останеме дома. Одговорноста ќе се земеме дека нашиот изборот и нашите мерки што ќе ги преземеме, ќе го испланираме времето на начин, со обзир на тоа како живееме, како сме функционирале пред тоа, кои се сите наши обврски што можеме да ги направиме по домот, дали можеме да работиме, некои работат од дома, некои можат нешто да направат, што одамна не го направиле, прочитаат нешто, да го исчистат шпајзот, да ги средат шифонерите и, што е најважно, да се дружат со своите блиски и да го поминуваат времето заедно. Да. Тоа како за старт, нели? Затоа што ситуацијата е таква, Македонија за прв пат е во вонредна состојба, а и светот се соочува со нешто што се нарекува коронавирус, но и корона криза во сите области, буквално. Како за почеток убаво кажавте, направите ги оние нели алиштата средете ги, по дома средете, барем да ви биде чисто. И постојано нели да дезинфицираме како што се препораките од Светската здравствена организација, но од друга страна пак има атмосфера на паника. Зошто е тоа така? Една ваква вонредна ситуација дека ќе доведе до тоа е нормална состојба. Стравот, вознемиреноста е нормално да се појави кога наеднаш некој ќе се најде во ситуација како што сме ние сега, односно да не исфрли тотал до нас секој од колосекот во кој што сме функционирале и сега треба да правиме нешто и да живееме некако. Нели сме одбрале да го правиме тоа, ама одбрани е заради тоа што има некој страв, затоа што има што зашто е така одбран. Така да тие емоции се нормално да се појават во одредени дози. Нашето тело е научено да реагира на тие емоции, научено е да се справи со нив. И сега проблемот настанува кога ние не успееме да се справиме со тоа, кога тоа трае, кога се биликуваме со тоа, кога цел ден функционираме со тие емоции, со страх, со вознемиреност, и почнуваме депресивно на тоа да реагираме, или сме агресивни,
особено со тие што се околу нас дома, значи дека нешто длабоко во нас се случува. Тогаш би требало да размислиме какви мерки да предпримеме, за да престанеме да го правиме тоа. Да, може ли да ми кажете за оние најчести прашања со оглед на нели вашата во моментов ситуација каде што работите од дома? Така, сите што имате можност, работните обврски ви налагаат секако да бидете и активни и да бидете во спрега со вашите пациенти и со сите оние што би требало и сакате секако да им помогнете, кои се во самоизолација и карантин. Кои се најчестите прашања што ви ги упатуваат вам? Па, најчесто сакаат луѓето да се израскажат прво. Што им мачи што ги мачи на душичката? Што им лежи на душата, зашто таа изолација уствари прави да ние помалку многу контактираме со луѓето вообичаено, со кои што растажуваме, споделуваме и голема потребата да се раскаже за она што се случува внатре. Кога луѓето, голем дел кога ќе раскажат и кога ќе се слушнат себе си, ќе најдат начини како да се справат со тоа. Значи, му треба некому да му изрази ето она што си го стобра душата и можеби правејќи се секој ден дека као не е ништо, дека се е во ред и дека ние минеме всушност исто емоции кои се внатре и обично ти по телото. И кога се стават повеќе прво тегоби, потоа чките. Ме боли вратот, нешто добре смата. Понатака луѓе кои зборуваат за тоа, зборуваат за стравот. Стравот од болеста и што ќе биде утре. Како ќе се справат со сето тоа. Што ќе биде со економската ситуација, како ќе излезат од оваа криза. Од нашиот денес свет, значи материјалните добра, се нешто што се се базира нашиот живот. Кој од нас произведува? Да произведува нешто малце. Другого му треба исто. Како ќе дали ќе се намали побарувачката? Че тоа се прашања што ги мачат. Особено многу прашања ги мачат околу вирус, околу болеста, за кои има контраверзни видеа, информации на интернет. За била страшна катастрофа, не знам што, влизаме во некоја чиште. Те пак некој запад зборува, дека тоа некој ќе треба да се справиме со него и дека тоа не е нешто така да луѓето често пати се на кого да му веруваат што става. Да, колку што убаво успеав да ве слушнам затоа што навистина ве слушаме со прекини. Верувам дека барем гледачите имаат можност да го разберат тоа што го говорите, а многу би сакале да ги слушнеме од стручен аспект сите овие совети, затоа што постојано слушаме совети од Светската здравствена организација, од Министерството за здравство, но мислам дека менталното здравје во овие моменти е можеби клучното, кога би требало да останеме присебни, да останеме совесни пред себе си, да останеме со убави и чисти мисли и со здрав разум. Кој тоа во овие... Да? Кажете, прашите. Да. Кои се советите кои би требало да не одржат токму во оваа добра кондиција? Вака, значи, зошто менталното здравје велиме дека е важно во овој момент? Значи, велат дека имунитетот наш е уствари вистинската одбрана од вирус. Дел многу важен од имунитетот е нашата ментално здравје, психолошка состојба, начинот на кој што функционираме. Како ние оваа ситуација, оваа криза ја преживуваме како стрес, значи како ние ќе одговориме на она што се случува околу нас. Ако одговориме со
краткосрочен стрес. Значи нормално е дека ќе се возбудиме, нормално е дека, како што реков преска, ќе се појават некои емоции, на моменти ќе се спрашаме, ќе почнеме да размислуваме, али ако не успееме да го совладаме тоа и ако тоа остане да живееме ние во еден долго траен со денови во тој стрес, во нас се пореметува функционирањето на жлезите со внатрешно лачење, се пореметува со тоа имунитетот, односно ние, наместо да, ако мислиме дека ќе си помогнеме со таа постојана загриженост, со постојаното размислување, со билдање на стравот, што ќе биде и како ќе биде, фактички ние го поништуваме нашиот имунитет. Затоа е многу важно да најдеме начини како ќе го одржиме своето ментално здравје. Значи, прво, ќе треба да се обидиме ние сами да го направиме тоа. Имаме идеја како ќе го поминеме денот. Прво реков дека ние седиме дома за да нас ни биде добро, на оние што ние ги сакаме исто. Кога така решаваме, тогаш ќе решиме како тоа што сме го одбрале да го поминеме најдобро. Ќе направиме план на денот, ќе направиме се што треба да биде да го содржи тој ден што нас ќе не направи да се чувствуваме добро. Прво, секогаш пишува дека се одржува личната хигиена и хигиената на домот. Потоа ќе треба да се одржиме вежбање, некое умерено, по 10 минути дневно, можеме 2 пати или колку ќе ни овозможи времето или колку се нашите способности за вежбање, дали тоа ќе биде јога, дали тоа ќе бидат обични склекови, дали тоа ќе биде нешто да се направи нешто, некоја вежбање во место, тој што има точак, лента и така, супер за нив. Ама сите, бидете креативни и направете нешто дома, што ќе биде ваша вежбалница од она што го имате во кујна или го имате дома. Значи не мора ништо специјално да биде. Начинот на исхрана е многу битен. Како ќе се храните? Премногу мрсна, тешка храна, повеќе пати дневно ќе доведе до тоа да ние после тоа неколку дена почнеме стварно лошо да се чувствуваме, затоа што ќе пореметиме нешто во нас. Има доста смешни видеа на интернет кои што покажуваат нели првиот ден како изгледа некој, а после 10-тиот ден ќе едно 10 на 20 кила повеќе. Да, дури имаше интересни коментари па мислам дека е добро нели да го држиме духот, хуморот и во вакви негативни времиња, да речам, за сите нас. Дури имаше и коментари кога е дозволено наши психолози да почнеме да полудуваме. Само во наводници, нели? Кога може да почнеме? Да. Не е лошо никогаш во животот, нели, да полудуваме, односно да излеземе од оној колосек, ако веќе така да дефинираме полудувањето, од колосекот во кој што нели живеат наводно нормалните луѓе, затоа што има ситуации во кои што би требало да бидеме малце покреативни и да смислиме што да направиме. Па сега можеби е малце и тоа момент. Значи, да го користиме хуморот како наша алатка, барем еднаш дневно прочитаме нешто што е смешно, да погледаме некој добар филм, да слушнеме добра музика. Значи, тоа се сите основите како ние ќе почнеме на тоа да градиме нашата, нели, да го сочуваме собственото ментално здравје. Оно што е најважно што морам да спомнам, како ние ќе живееме со луѓето во кои што сме заедно самоизолирани или сме во карантин. Ова е можност, како имаше на интернет сега прочитав, вика, ова беше можност да ја запознам жена ми. Да. Значи, да се запознаеме едни со други, да се сретниме, затоа што некогаш кога сме почнале да живееме, тоа било наш избор. Сме се сакале и некако сме си се допаѓале, многу сме решиле да живееме заедно, можеби е време да се сетиме на тоа како сме почнале да живееме заедно и како животот, нели, носејќи и понатака направил да ние и почнуваме да имаме различни интереси и не слушаме себе си меѓу себе, односно се гледаме само себе си, како децата во домот, нели, донеле многу промени, да се сетиме, нели, на тоа, па маши, жени, па си пиеме заедно кафе. Тоа е многу важно да се движиме со нашите деца. Нашите деца не гледаат колку сати во денот, 1, 2, или доаѓа
од школа па одеа некаде, па ние ги развезуваме и така. Значи, би требале да најдеме начин, ако веќе живееме заедно, зашто да не живееме добро? Значи, во овој момент и немаме големи избори, така да, ако веќе сме таму кај што сме, да направиме што можеме подобро за сето тоа. Прочитате некои совети, еве вие спомнавте веќе дека нели пишува и од Светска здравствена организација и различни други, значи можете да најдете по интернет кои советуваат како да го поминете ова време дома, научите добри рецепти. Мислам, во овој момент ние може да видиме колку интернетот е уствари благодет и како не поврзува и како не прави да уствари свет остане отворен за нас, затоа што е многу важно да сватиме дека ова не е момент на социјално одвојување, социјална изолација. Ние физички се двоиме еден од друг за да не ја пренесуваме инфекцијата. А социјалната изолација уствари не е, ние треба да ја задржиме нашата социјализација, нашите контакти, јавувајте им се на блиските луѓе, направете си распоред. Секој ден на 20-3 што ви се поблиски, јавете им се, користете го интернетот, скајпот, гледајте се, разговарате, пите си кафе заедно. Сега, некои луѓе заради некои различни причини не ќе можат толку успешно да се справат, тогаш заради тоа постои тој список кој го објави Комората на психолози, за да можете да најдете некој. Погледнете го списокот, не брзете, видете ги имињата, ке ви се бенди са некој. Јавете се. Тоа се луѓе кои се мирени и спремни да разговараат со луѓе, да дадат прво психолошка помош, да дадат психосоцијална поддршка. Значи, сето тоа ќе изгледа на еден многу пријатен разговор за вас, ама разговорот кој го води еден стручњак, ќе биде на тоа ниво да ве упати во тоа како вие ќе ги препознаете вашите емоции, ќе им дадете право име, ќе ги препознаете емоциите на вашите блиски, со тие што живеете заедно, ќе ве упати на тоа да најдете начини како да се справите со сето тоа што го чувствувате и вие и вашите блиски, како да им помогнете, како заеднички сите да го пребродите тоа. Ако сте сами, како да ги одржите своите социјални контакти со луѓето наоколу, како да го издржите сето тоа. Значи, е многу полезно да можете да разговарате. Сите тие разговори се тајни, нашите психолози се обврзани со етичкиот кодекс да не ги издаваат тајните, они на 10 дена, на 2 недели ќе имаат и супервизија, ама во супервизијата не се делат за луѓето и за приказните кои ги чуе, него разговараат за собствените потешкоти и можеби затоа што ние не сите сме учени да работиме онлайн. Ова е сосема една нова територија на која сега почнуваме да работиме. Да, сме биле со некои клиенти, сме имали супервизија, скајп и сето тоа, ама вака интензивно и постојано и во ваква кризна состојба е нешто ново, затоа ние сега интензивно споделуваме материјали, учиме како да го правиме тоа, какво е тој етички момент нов кој се јавува. Знаете, затоа што едно е терапија кога се двајцата присутни во една просторија, а друга е вакво психолошко советување онлайн, кога имаме физичка близка со луѓето и учиме како да патикаме се оние што ги гледаме на екран. Да, како што и самата кажавте, комуницирате со оние што и претходно сте комуницирале, одржувате контакти, а не сакам ни да помислам ако падне интернетот. Па каков страв дури тогаш ќе има, но добро, да не мислиме сега негативно, да мислиме позитивно, затоа што нели постојано се и сеансите онлайн и почнуваат и учениците онлайн настава да следат, па и ние на ваков начин да стапиме во контакт со нашите гости и да ги слушнеме убавите совети кои ги имате до сите нас. Затоа велиме бидете присебни, користете го како алатка, нели, социјалните мрежи, но не постојано и не по секоја цена. А посебно па тие што навистина имаат проблем од она друга природа, анксиозни луѓе што имаат панични напади, тие
мислам дека се најпогодени во овие моменти, затоа што тие јунака не знаат како да се справат со и претходниот проблем, па сега ова додатен проблем за нив, а и уште една можност да се изборат со самите себе си, веројатно. Имате ли такви примери? Па да, мислам, за тоа како луѓето сега одговарат во голема мера на оваа кризна ситуација, во голема мера зависи од тоа како они претходно пред оваа криза функционирале. Како што рековте, ако некој претходно веќе имал панични напади, голема е веројатноста дека тие панични напади ќе продолжат, ќе се засилат. Во многу случаи може да се случи да тој што досега имал панични напади, најдеш се земе си себе си во рака, што се вели, и да почне здраво да одговара на она се околу него. Ама тоа е пократко. Почесто е дека навистина ќе се случи да тие панични напади продолжат или се засилат. Во тој сигурно тие што претходно ги имале, значи веќе имале начини како ги решаваат. Ако не ги решавале никако, исто им препорачувам да се јават на психолозите, да побараат помош. Бидејќи сега е тоа онлайн, дури може да биде почесто, порано беше нели еднашка неделно дека може да се сретнат со некого. И ако е потребно да контактираат нели матичен лекар, односно психијатар или како психологот сигурно ќе го упати, каде треба за да добие соодветни лекови и да има таков третман. Ваква комбинација на лекови и на психотерапија може да доведе до намалување на симптомите и со време дури да престанат паничните напади. Да, ви благодариме. На вистина повторно ќе ве исконтактираме, ако нели времето ни дозволува. Секако мислам дека сме добре дојдени повторно во вашиот дом, практично, нели влегуваме во вашиот дом со вашите совети. Ви благодарам, Мирјана Јовановска-Становска, претседателката на Комора на психолози. Ќе кажуваме и постојано дека имаат можност да ја посетат и вашата официјална веб страница и да ги погледнат сите оние телефонски броеви на психолозите кои остануваат на располагање на сите оние што во моментов им треба психолошка помош или пак чисто како совет, нели како да ги смирите, а навистина мислам дека после овој разговор гледачите на ТВ Алфа се посмирени и ќе бидат поприсебни во ваква вонредна ситуација. Ви благодарам уште еднаш, ви посакувам убав ден. Ќе се слушнеме повторно. Да, дека страната еднаш ќе ставам списокот, а постојано се јавуваат нови колеги кои се заинтересирани да дадат помош, така да најдобро би било да не најдат на Facebook. Има страна Комората на психолози и тој список постојано се апдейтира. Добро. Ви благодариме и ние постојано ќе информираме во утринската Добро утро секој утро, секако и медиумот ТВ Алфа. Уште еднаш благодарност до вас, ви посакувам убав ден, благодарам за советите корисни за сите нас.